Однос на одлуката на Судскиот буџетски совет за тие додатоци од 35% до каде им ги предадовте ли на обвинителството сите документи кои што рекоа дека ќе отворат нели постапка за овој случај? Значи тоа што го побарало или ќе побара било кое јавно обвинителство во соодветен рок ќе биде предадено. Тоа значи дека се уште не е предадено. Значи не е предадено, пред Нова година е дојдено, рокот е 30 дена, составуваме документација, тоа што е барано од било кој обвинителство до сега се во законски рок, значи не го чекаме 30-тиот ден, со оглед на празниците многу неработни денови беа, треба комплетна документација да се достави. Бидејќи бевте присутен на седницата, дали стануваше збор за едногласна одлука или имаше воздржани и против на таа седница? Значи јас гласав против на таа седница, тоа го имам кажано на некој од медиумите, значи не на сите, јас гласав против со соодветно образложение и формално правно и во врска со судство и во врска со односи суди и судска служба. Значи пошироко беше моето образложение зашто гласам против. Значи ставот мој и законската регулатива за членовите на судски совет и во претходниот состав и новите членови е јасна и недвосмислена, нема никаков скандал тука според нас, затоа што законската основа стои во членот 2 од Законот за плати на членовите на судскиот совет. Има соодветен правилник изготвен 2016 и нова 2017 година, соодветен на Законот за плати на судиите. Значи ова право го имаат за надоместоци, додатоци членовите на судскиот совет пред да го имаат судиите, меѓутоа членовите на судскиот совет се гледаат на исто рамниште, ни погоре, ни подолу од судиите, и доколку имаат право и има можност да бидат исплатени додатоци на судиите, во тој случај се размислува. Значи тоа е работа на Судскиот буџетски совет, ја донесува одлуката, дали се обезбедени средства и дали постојат законски услови. Значи повторувам, членовите на Судскиот совет, според мене и додека сум јас председател, нема да земат додаток на плата доколку судиите нема да го земат истиот додаток. Значи нема да бидат одделени, а тоа право го имале и откако постои законот. Нормално дека не сметам, значи ниту еден член на Судскиот совет и од старите и од новите не смета дека е незаконски и исто така сите членови на Судскиот буџетски совет сметат дека е законски.